Почитувани граѓани, почитувани новинари. Ребалансот на буџетот за 2021 година е важен чекор на патот на враќање на претходните стапки на економски раст, на поголема поддршка за економијата и граѓаните и целосно надминување на последиците од корона кризата. Повеќе пари за капитални проекти, повеќе пари за здравството, за образованието, за земјоделството, повеќе пари за нови мерки, повеќе пари за вработувања се клучните цели на овој ребаланс. Со предложениот ребаланс на буџетот се издвојуваат 2,7 милијарди евра за инвестиции во човечки капитал, односно во образование, здравство и социјална заштита, што во однос на периодот од пред 3 години е повеќе за над половина милијарда евра. Ги зголемуваме и средствата за активни мерки за вработување од 1,3 милијарди денари на историски највисоки досека 1,66 милијарди денари или 27 милиони евра. Ова треба да резултира со дополнителен пад на стапката на невработеност, која сега е на 16%. Споредено по области со овој ребаланс за земјоделството се обезбедуваат 3 милијарди денари, заштита на животната средина се зајакнува преку нова програма за зелен развој со 685 милиони денари, додека за здравството се обезбедуваат дополнителни над 6 милијарди денари. За областа на економски работи, каде се вклучени мерките за помош, се обезбедуваат дополнителни 6,8 милијарди денари. Сето ова се инвестиции кои позитивно ќе влијаат врз економскиот раст, но и врз животниот стандард на граѓаните и затоа носењето на овој ребаланс е исклучително важен за нашата економија и за нашите граѓани. Ги повикувам сите пратеници од сите пратенички групи низ конструктивна, аргументирана дебата, најпрво во надлежната комисија, а потоа и во Собраниската комисија да го донесат овој ребаланс на буџетот за 2021 година. Како одговорна, сериозна и државотворна партија, продолжуваме да градиме мерки и политики што значат поголема поддршка за стопанството, инвестиции во капитални проекти, спас на работните места и повисок животен стандард на сите граѓани. Ви благодарам.